Добра вечер, почитувани гледачи. Имавме богата културна недела со бројни настани на домашната културна сцена. Па, ајде да проследиме што издвоивме за вас за оваа работна седмица. Вчера вечер во Драмскиот театар во Скопје се одржа премиерата на монодрамата Драми на принцезите Джеки. Джеки е монодрама произлезена од представата Дами на принцезите на режисерката Жива Бизовичар од Словенија, во која Трајанка Илиева Велик ја игра Джеки, сопругата на председателот на Соединетите Американски држави Џон Ф. Кенеди. Представата е работена по текст на австриската авторка Елфриде Јелинек. Не губи цела година. Оваа година можеш да искористиш за нешто попаметно. Мораш да се прилагодиш. Вистински си се прилагодила ако сега да паѓаш во очи. Втисни се во месото. Во питокот на малата сцена на Драмскиот театар во Скопје премиерно се изведе монодрамата Джеки со актерката Трајанка Илиева Велик. Станува збор за извадок од представата Драми на принцезите, работена според делото на нобеловката Елфриде Јелинек, во режија на Жива Бизовичар од Словенија. Она што мене ми е интересно и ме возбудува во цела оваа представа е што е излезено, Елфрида Јелинек излегла од историската личност Джеки. Таа повеќе зборува како Джеки како мит, Джеки како слика, Джеки како икона, слика која што говори не како како да кажам историски след на настаните што се случувале, не документаристички, него слика која што говори за сите работи кои што биле потиснати, за сите работи за кои што не смеела да говори Джеки Кенеди, за сите работи кои што биле скриени од неа и за се она што била жената во тоа време. Директорот Роберт Велјановски најави уште неколку премиери и публикации што ќе бидат објавени во јубилејната година на Драмскиот театар, а планирано е и гостување на други театри на сцената на Драмски во Скопје. Ние веќе и сега во Љубљана на последното издание на Рута фестивалот гостувавме со представата Кармен, во Белград гостувавме со представата Кармен, но имаме потреба веќе и од едни монодрамски форми со кои што ние, како национална установа членка на групацијата Рута, би се представиле на сцените на нашите партнерски театри. Од тука, мислам дека е оправдана потребата и реализацијата на оваа представа, со тоа што морам да напоменам дека оваа представа веројатно ќе биде најефтината представа која што ќе ја создадеме во не само во годинашниот репертоар, туку и па да речем во последнава деценија, ова ќе биде најефтината продукција на Драмски театар. Во издавачката дејност пак планирани се објави на монографија за Драмскиот театар и 2 изданија на Театарски гласник, од кои едното ќе биде посветена на Тодорка Кондова-Зафировска. Во галеријата на МКЦ се отвори самостојната изложба на уметницата Цветанка Јованова Хермес. Со изложбата насловена Емоција во боја. Јованова Хермес ја одбележува својата 20-та самостојна изложба, представувајќи околу 30 дела, во кои бојата е главниот носител на емоцијата, движењето и внатрешната состојба. Делата на Цветанка Јованова Хермес се засновани на визуелните и емотивните импресии од екзотични патувања, интерпретирани преку експресивен потек и интензивна колористичка палета. Овие сеќавања се преплетуваат со лични мотиви, предпознатливи предели, портрети и символични форми, представени со заситени бои и флуоресцентни акценти. Употребата на овие тонови ја доближува уметничката практика до визуелниот јазик на стрит артот и графитите, создавајќи силен визуелен импакт. Вечерва е отварањето на мојата 20-та самостојна изложба, насловена како Емоција во боја, на која што се представени околу 30 дела во техника акрилна платно. Емоција во боја. Што и порачувате на публиката преку овие ваши дела? Не би сакала за да ги ограничам, да ја ограничам публиката со тоа што да се е представено, што не. Најчесто сликам со
чувство со емоција. Прво ми е емоцијата, чувството, па после тоа ми се боите. Боите се мојот јазик и преку нив фактички ја зборувам мојата емотивна состојба. Тоа може да бидат различни мотиви, но не е важно дали е абстракција, дали е фигурација, дали се предели. Важното е чувството кое што ни го остава самата слика кога ја гледаме. Со изложбата Емоција во боја, уметницата Цветанка Јованова Хермес ја одбележува својата 20-та самостојна изложба, каде бојата е главниот носител на емоцијата, движењето и внатрешната состојба. Изложбата е поставена во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Јубилејното 60-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од Прилеп оваа година ќе се одржи од 5 до 12 јуни. Мотото на јубилејното издание на фестивалот е Храбриот нов театар. Според насловот на денес култниот роман на Хаксли, Храбриот нов свет. Веќе традиционално, на почетокот од јуни, поточно од 5 до 12 јуни, на театарски Прилеп ќе му се случи јубилејното 60-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Богатата програма, внимателно скроена померка на 6-децениското постоење, ќе изобилува со исклучителни содржини кои треба да го оправдаат годинашното мото Храбриот нов театар, извлечено од насловот на денес култниот роман на Хаксли Храбриот нов свет, објавен уште во далечната 1932 година. Слично како во светот на Хаксли, нашиот театар е диктиран од одредена политичка констелација. Театарот сам по себе треба да е став, гласен, надвор од секоја кутија, од секоја комфорт зона. Затоа и мотото е тоа, Храбриот нов театар, или надвор од кутијата, или ако одиме уште поактивно, театар без молк, свет без рамнодушност. Како сериозен театарски фестивал, не смееме да дозволиме општата рамнодушност да му го заземе местото на театарот без желба да менува или да провоцира, вели професор доктор Ана Стојановска, уметнички директор на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Фокусот на јубилејното издание е еден своевиден мост меѓу почитта кон минатото и отворањето на можностите на иднината. Мост меѓу традицијата што ја наследуваме и иднината што ја креираме, потенцира Стојановска и додава дека годинава автор кој ќе се најде во фокусот на фестивалот ќе биде Дејан Дуковски, за кој ќе биде одвоен и посебен ден. А ќе има и документарен филм кој треба да ја отслика историјата на фестивалот, но и да помогне во понатамошното креирање на современиот македонски театар. 60 годишниот јубилеј е точката во која се спојуваат минатото и иднината, традиционалната театарска приказна и новата виртуелна реалност, со надеж дека кога ќе излеземе од комфорт зоната, ќе можеме да се охрабриме да го креираме нашиот нов свет театар, вели Стојановска, и открива дека освен квалитетните представи, кои дополнително ќе бидат објавени во рамките на Македонскиот театарски фестивал, ќе ги има и популарните тркалезни маси, промоциите, дискусиите и драмолетањето. Покровител на фестивалот ќе биде претседателката Гордана Силјановска-Давкова, а фестивалот и годинава ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура и на град Прилеп. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Повторно се гледаме утре во истото време. Ви благодарам на вниманието.